Pozdrav do sите слушатели на ESI Radio. Во овие жешки денови, имаме засилени шаховски активности. Повторно почнаа да се играат турнирите во живо, каде што противниците се борат еден против друг, гледајќи се во очи. И турнирите беа само онлайн, но сега повторно имаме вистински шаховски превери, вистински шаховски турнири. Ке почнеме со Александра Горјачкина, која што е првата жена која што успеала да се пласира за суперфиналето на шампионатот на Русија во машка конкуренција, именно на отвореното првенство на Русија, кое што беше квалификација практично за суперфиналето. Горјачкина успеа да го подели второто и третото место со 6,5 поени од 9 партии, поделиха во второто и третото место. На 22 години младата Горјачкина ќе игра со најдобрите руски шахистки оваа година. Таа имаше перформанс 2714 поени и една од тие нејзини победи, таа направи 2 победи во финишот, имаше и одличен финиш, но и многу висок квалитет на нејзината игра и токму една од двете предложени партии за денес ќе има место во нашиот шаховски коментар. Друг важен шаховски настан кој што заврши деновиве, тоа беше Гран При турнирот во забрзано темпо, така наречен Rapid и Blitz, кој што се одржа во Загреб, главниот град на Хрватска, каде што 10 други велемајстори за да учество. Прво играјќи секој со секого, по една Rapid партија, во шах по забрзано темпо, а потоа и по 2 партии во секцијата за Блиц или за брзопотезен шах. И затоа, да речеме, поените каде што некој ќе победеше во Rapid секцијата, добиваше по 2 бода, ремите носеше еден, се разбира поразумува, додека во Блиц секцијата, како вообичаено, за победа 1 поен, пола поен за реми и се разбира 0 за пораз. Интересно беше и тоа што во нова елитно надпреварување, учествува и 13-тиот и 15-тиот светски шампион, имено Иван Шарич, кој што одлично се представи, играше со така наречена wild карта или на позив на организаторот. Играше на некој начин честа на хрватскиот шах, како најдобар хрватски велемајстор. Одлично се представи во секцијата за забрзан шах, каде што го подели второто место, на крајот веднаш за напоминајачи. Навистина, Иван Шарич со сите играчи од елитата направи +1 и имаше одлична позиција во очи на секцијата Блиц, каде што практично на полувреме го замени 13-тиот во историјата на шахот светски шампион, легендарниот шампион Гари Каспаров, кој што после долга пауза излезе на Мегдан и излезе на Мегдан на најсилните светски шахисти, но доживеа вистинска катастрофа, особено во првиот дел, каде што направи само половина поен од 9 партии. Тоа беше најтешкиот ден во кариерата на Гари Каспаров, при тоа загуби една партија во само 9 потези. Вториот ден беше нешто подобар, но секако го упропасти резултатот кој што го направи велемајсторот Шарич, именно Гари Каспаров. Има и хрватско државјанство покрај руското, така на некој начин многу необично. Двајца шахисти, играат по половина турнир, останатите секој играше по цел турнир. Победи Максим Вашела Граф и освои $37,000 за првото место, овој Гран При одлично организиран со високи награди и турнир. Вашела Граф кој што беше одличен во Блиц сегментот, каде што навистина доминираше. Особено неговата техника и игра во одбраната, беше на највисоко ниво. Големо изненадување приреди индискиот велемајстор Вишванатан Ананд, 15-тиот во историјата на шахот светски шампион, кој што исто така последниот ден беше се надмина себе си, доби 4 партии поред, а и оние што ги ревизираше можеше ги добие. Покажа врвна игра како во своите најдобри денови, иако и тој имаше долга пауза
И самиот ќе каже дека секогаш е многу ризично и не знаете како ќе поминете после долга пауза, затоа што не играте со некои аватари и туку играте со најсилните во светот. Но Анан се представи навистина фантастична и заврши на второто место, Дред беше гири во овој супер турнир. Тоа би било, значи, од овој турнир повторно ќе видиме на партија на Иван Шарич против Непомнијачи, кој што беше прв во секцијата за рапид, но кој што имаше слаб последен ден и неколку мина го поминаа токму на крајот на турнирот. И воопшто таа партија на веломајсторот Иван Шарич исто така ќе ја видиме неговата одлична победа со црни фигури против претендентот за шаховскиот трон Јан Непомнијачи. Предлагам веднаш да поминеме на шаховската табло. Прва од двете партии што ќе ги проанализираме почитувани, тоа ќе биде партијата помеѓу 22 годишната Александра Горјачкина, Алексеј Дреев. Дреев 30 години повозрасен од Александра Горјачкина. Дреев пред 30 на години беше еден од шахистите кои што беа при самиот врв во светскиот шах. Но доаѓаат нови млади сили, да видиме како Александра Горјачкина успеа да го совлада Алексеј Дреев на патот за пласман во суперфиналите на шампионатот на Русија. Таа се отвори со потегот D4, следеше коњ F6, C4, C6, коњ C3, D5. Словенска одбрана, омиленото оружје на Алексеј Дреев, отворење во кое што има многу добри резултати, кој што е основно на неговиот репертоар, а за кој што има и напишено книга меѓу останатото. Значи, коњ F3 и токму потегот E6. Значи, не DC4, туку E6, подготвен да игра меранска одбрана, но Горјачкина тука го бира ловец G5 потегот, кој што е, би рекол, најактивен и најостар. Сега, доколку црниот земеше на C4 по E4, тоа ќе беше така наречената Ботвиникова варијанта во словенска одбрана, но Дреев го игра потегот H6. Сега по ловец H4, сега може да следи DC4 и на E4 G5, па на ловец G3 B5, црниот го држи пешакот, затоа по H6, ловец F6, дама F6, E3, тоа е така наречената московска варијанта овој пат. E3 и сега црниот игра G6, ловец E2, ловец G7, мала рокада, мала рокада. Значи, по 9 одиграни потези има многу партии на оваа тема, се смета за едно солидно, цврсто отварање, во кое што белиот има малку пространство, но затоа црниот има потенцијал во своите два ловци, кои што ако се разиграат, значи црниот многу брзо може да ја прифати иницијативата, и значи белиот треба да настапува енергично. Коњ е 5, би рекол дека е потекот по нов датум. Сега црниот како? Значи белиот сака и F4 понатаму, DC4, F4, дамата сега доаѓа на E7, затоа што на F6 и онака нема што да прави. Сега белиот не зема веднаш на C4, туку игра повторно активен потек, коњ E4, B6 и сега топ C1. Тоа е нов потек, новост од страна на младата руска шахистка, за која што можам да кажам дека пред преку 6 години играше за клубот во кој што и самиот настапувам, за Гамбита Секо Се, и на Европскиот женски куп, каде што Гамбита Секо беше вице шампион, го освои второто место, Горјачкина играше на втората табла и прилично успешно. Значи, по топ C1, ловец B7, белиот го враќа привремено жртвуваниот пешак со топот зема на C4, со топ C4. И сега црниот конечно игра C5 да ја ослободи својата позиција, да си го отвори својот белополен ловец и патам да нападне и на E4. Следи D зема на C5, се разбира, и по ловец D5, топ D4.
конј C6. Гледате, црниот дојде со ловецот на D5, го нападна топот, а сега по топ D4 со конј C6 повторно го нападна топот, овој пат на полето D4. Но, навистина следниот потек на Александар Горјачкина е навистина спектакуларен. Тоа е потегот конј зема на G6. Гледате, ползувајќи геометриски мотиви, ќе видиме дека ќе требат неколку потези да се расчисти ситуацијата и да се изведат одредени заклучоци. По конј G6, црниот мора FG6, сега топ D5, тоа е поента, и по E5, дама D5 шах, крал H7, дама зема на C6. Гледате, значи, белиот има квалитет помалку, но затоа по топа C8, дама A4, топ C5, значи има два пешаци за квалитет, но има силен конј и присуството на разнобојните ловци исто така внесува дополнителна острина во позицијата. Треба многу искуство, би рекол, и знаење за да се игра ваква позиција. Тоа е тешка за играње за обете страни, верувајте, но ќе видиме дека младата руска шахистка добро се справува тука. Сега Дреев понуди со топ C5 квалитет, но по конј C5 црниот би земал на E3 со шах и дама E2 и би имал сосема добра позиција, затоа белата во случајов продолжува со ловец на D3. Значи, таа има одреден притисок на G6, воопшто црното кралско крило е малку ослабено, тука имаме 4-2, но белиот мора да игра, се разбира, многу точно и активно. По ловец D3, топ D5, ловец B1. Крал топ C8, дама A6, дама D7 и дама E2. Ја носи дамата на другата страна, поблиску до кралското крило. А црниот игра полезен потек, крал H8, се трга од таа потенцијално опасна диагонала B1, H7, следи H3, вентил, полезен потек и контрола на G4, топ D8, B3, да не виси тој пешак на B2 од ловецот G7, топ D1, црниот треба да замени некоја фигура за да ја ослободи својата позиција, ловец C2, топ зема на F1, дама зема на F1, дама C6, напаѓа ловецот на C2, дама E2, топ C8, ловец D3. Гледате, црниот не може да влезе со тешките фигури, затоа што кралот на H2 се чувствува сосема безбедно, а мора да пази на своите последни редови, затоа што само ловецот на G7 тука е околу својот крал. Значи, по ловец D3, топ E8, дама C2. Сега белиот е подготвен да влезе и во завршница, затоа што таму има 4-2. А тие пешаци, ако се продвижат, како лавина ќе одат напред. По дама C2, затоа Дреев игра дама E6, крал H2, дама D5. Гледате, многу е важно за обете страни да не ја расипат својата позиција, значи да држат напнатоста во позицијата. Сега конј G3, топ зема на E3, ловец зема на G6, дама E6, дама D2. Сега тука црниот имаше добар потек во ловец C3, но не беше лесно во настапувачкиот сајт на да се најде тој потек. А тој одигра ловец на F6. Гледате, сега кралското крило му е уште поослабено, но сега повторно тактика. Има остро тактичко видување младата руска шахистка Александра Горјачкина. Значи ловец F7. Сега гледате, дамата е преоптоварена на линијата, не може да дојде на ниедно поле од каде што ќе го брани топот на E3, но повторно и Дреев со тактика, значи ќе се спаси на некој начин, односно ќе дојде сега во завршница во која што ќе има шанси на ремис. Значи ловец H4,
ловец зема на e6, ловец g3 шах, крал g1, топ e1 шах, дама e1, ловец e1. Значи, по таа тактичка операција по ловец f7 и ловец h4, партијата премина во завршница со раздобојни ловци. Иако белиот има два пешаци повеќе и 3 на 1 на кралското крило, сепак оваа завршница при најточна игра, значи на слабата страна, треба да заврши реми. Но за тоа треба многу мајсторство и знаење. Знаење Дреев несомнено има, но во практична партија, значи, со ограничено време на размислување, секогаш грешките се многу веројатни. По ловец e1, крал h2, крал g7, g3, крал f6, ловец c8, a5, крал g2, крал g6, крал f3, крал f6, ловец a6, крал g7, ловец d3. Црниот сега мора да чека, да види што белиот ќе превземе. Ловецот од d1 го држи пешекот на g3. Тоа е начин на кој што црниот се брани во раздобојни ловци. Значи, по ловец d3, крал f7 и сега g4. Белата мора да настапи. Сега ловецот на 1 пази да не даде и пешекот и на h4. Крал f6, крал e4 и сега веднаш ловец g3, значи го ангажира на f4, при тоа гледа да нема белиот h4, затоа што белиот сака да се расшири, да оди со кралот на другата страна. По ловец g3, ловец c4, ловец f2, значи никако не сме h4 да се дозволи, крал d5, повторно ловец c3, го напаѓа пешекот и сега крал c6. Значи белиот е подготвен да го замени својот f4 пешек за пешекот на b6, односно за еден од пешаците на дамското крило, затоа што по f5 би следела целосна блокада и тие пешаци кои што се на бело поле би биле неподвижни. По крал c6, ловец f2, ловец d3, ловец e3, ловец c2. И сега доаѓаме до 54-тиот потек, каде што Дреев повторно се придржува до таа тактика на чекање и на ограничување на противничките можности, но тука спасот лежеше во потегот ловец зема на f4. Значи во партијата тој продолжи со ловец f2, а правилно беше да земе на f4. Да видиме како тоа би изгледало. По ловец f4, крал зема на b6, сега ловец на d2, си го брани пешекот на a5. И сега белиот има две можности, да игра крал b5 со идеја a3 и b4 или h4 веднаш. Да ги видиме двете можности. По крал b5, црниот би играл крал g5 и на a3 h5. Значи важно му е да замени што повеќе материјал, нели? Или да земе нешто. И по ловец f5, сега крал h4. b4, а зема на b4, а зема на b4. И сега крал h3, gh5, крал h4. Гледате. Сега црниот се спасува благодарение на разнобојниот ловец, затоа што h пешекот нема да излезе кога кралот ќе дојде на полето g7. Значи, тогаш ќе го даде ловецот за пешекот b. Или пак по h4, наместо крал b5, тогаш крал e5, со идеја крал f4, и по a3, крал f4, и на ловец d1, сега ловец e1, го напаѓа h4 пешекот, и по крал b5, ловец c3, b4, ab, и сега повторно тој потек h5. Гледате. Тоа е потекот што го спасува. Сега на g5 крал g3, црниот ќе стигне, а на gh5 игра крал e5 и оди со кралот на h8. Колку пешаци има на h линијата воопшто не е важно, затоа што црниот крал
никош не ќе може да биде избркан тој ќош, ниту ни еден од Х пешаците не може да бидат промовирани во дама. H6, крал F6 и на ловец C2, ловец D2, гледате, за да го обезбеди полетот G7 за кралот. Тоа беше важен момент, но не беше лесно тоа да се воочи, ниту да се пресмета. Повторно ќе кажам, во практична партија, кога часовникот брзо работи, по ловец F2, H4, тоа е клучниот потек. И сега црниот мора да земе практично на H4, крал B6, ловец E1, крал B5, ловец D2, ловец H7. Гледате, сега А5 пешекот вреди многу повеќе од тој на F4, затоа црниот мора пасивно да стои, крал F6, ловец G6, крал F6, ловец H5, белиот не мора ништо да брза, ловец E3, A3, ловец D2, сега F5, тоа е едниот слободен пешак, крал E7 и B4 вториот слободен пешак. А зема на B4, А зема на B4, ловец E1, крал C5, ловец F2, крал C6, еден од двата пешаци слободно излекуваат. Ловец E3, B5, ловец F2 и B6. Ловец B6 и тука истовремено Дреев се предава. Значи, тоа е првата партија што ја гледаме во оваа шаховска емисија, додека втората партија, тоа ќе биде партија играна на темпо, по забрзано темпо практично, каде што ќе видиме како Иван Шарич успеа да го совлада претендентот за шаховската круна оваа година во декември. Ќе треба Јан Непомнијачи да го предизвика светскиот шампион Магнус Карсен за круната, а во оваа партија ќе видиме како Иван Шарич успеа да го победи лидерот и на овој турнир, и воопшто Јан Непомнијачи беше и лидер во секторот на шах по забрзано темпо. Значи Иван Шарич со црни фигури, Јан Непомнијачи најчесто се отвора со потегот E2, E4, иако тој има широк репертуар, може да игра, се разбере, и C4 игра често пати, и коњ F3 и така натаму, но E4 неговото основно оружје, а Шарич се брани со сицилијанска одбрана, C5, коњ F3, E6. Сега тука имаме интересен редослед на потези, D4, C зема на D4, коњ D4 и сега не A6, кан или коњ C6 по усеновата варијанта, туку коњ F6 и по коњ C3, коњ C6. Гледате. Значи, тој сака да ја игра варијантата на Свешников, но со овој редослед на потези, а не со потезите коњ C6, коњ F6 и E5, за да избегне некои варијанти, поврзани со потегот коњ D5. Тука затоа допушта коњ C6, BC6, E5 и таа една друга линија многу важна, но во оваа партија Непомнијачи игра коњ од D на B5, класичниот потек. И сега D6. Шарич покрива на D6 и по ловец F4 E5, ловец G5, доаѓаме до варијантата на Свешников од сицилијанска одбрана, која што стои многу добро и со која што, патем речено, и Магнус Карсен се бранеше во мечот со Фабиано Каруана. И доволно успешно. Добро, значи по ловец G5, A6, коњ A3, B5, коњ D5. Тоа е линијата, една од омилените линии на поранешниот светски шампион Анатолий Карпов, кој што навистина артистички ги играше овие позиции. За Карпов доволно беше едно слабо поле за да го задуши својот противник. По коњ D5, ловец E7, ловец зема на F6, ловец зема на F6, C3. Гледате, таа фигура на А3 на белиот не стои добро и затоа тој треба да го дислоцира тој коњ. C3, а C3 исто така му прави место на коњот, но и го контролира важното поле D4. Црниот игра ловец G5, коњ C2 и веднаш се спротиставува на силниот коњ на D5, значи коњ E7. А белиот доаѓа со коњот од C на B4, значи борба за ослабеното поле D5. Црниот рокира, а белиот игра G3. Тука има исто така други потези, дама D3, ловец E2 и така натаму. Непомнијачи го бира потегот G3,
ловец Е6, Х4, ловец Х6 и сега ловец Г2. Тоа е потегот за кој што Шарис смета дека е непрецизен. Да. Белиот можеше веднаш да настапи со А4 или пак може би со некој друг потек, но како и да е ловец Г2 што е навиден нормален развоен потек. Шарис смета дека е непрецизен, но да видиме како тој реагира. Значи, А5 му поставува прашање на коњот на Б4, кој што води борба за полето Д5, затоа прво коњот треба да има замена на Е7, тоа и Непомнијачи го прави, коњ зема на Е7, дама Е7 и сега коњот да дојде на Д5, но црниот токму навреме стига на Б7 да дојде со дамата, гледате. Значи тој сака да земе на Д5 еднаш или два пати и на Д5 полето да застане пешак, а не фигура. Сега Г4, потек кој што за мене не е многу јасен, белиот се разбира сака да напредува, но црниот ќе добие силно поле F4 за својот ловец, од тука G4 исто така делува сомнително, но да видиме. По G4 ловец зема на D5, дама зема на D5, замена и на D5 на дамите, дама D5, E5 и сега ловецот се разбира оди пред својата низа ловец F4. Сега партијата доаѓа во една друга фаза, тоа е, значи, во завршница, каде по крал Е2 и топ АБ8 црниот има подобри перспективи. Зошто? Затоа што на дамското крило ќе има миноритетен напад, а има и подобар ловец. Ловецот на F4 е посилен од белиот ловец расположен на Г2, кој што, гледате се, е ограничен од пешакот на D5 и има многу помал радиус на дејство. По топ B8, црниот веќе размислува на B4 или топ FC8 по B4. Од тука A3, сега прво G6. Малку се засилува и на кралското крило, пред да ја започне акцијата на дамското. G6, H5, крал G7, топ H3 и сега топ FC8. Кралот му е сосема добар, тој ќе игра на црните полиња, се разбира, црниот. Топ FC8, крал D3, крал F6. Значи, јасна е играта на црниот, а перспективите на белиот се прилично магловити. Х зема на G6, Х зема на G6 и во непријатна позиција се играат и непрецизни потези, тоа е сосема нормално. Тука Непомнијачи одигра топ Х7, а Шарис смета дека крал С2 требал да биде изборот на белиот и по евентуално ако црниот одма оди напред со Б4, тогаш АБ4, АБ4 сега овој важен потек топ А6 со идеја да го стави топот на С6, каде што тој добро би стоел. Се разбира дека црниот и не мора веднаш да игра Б4 во тој случај, но по топ Х7, топ С7, Л4, крал Г5, гледате, црниот максимално се засили и на кралското крило пред да започне акција на дамското. Че кралот дојде на Г5, крал Е2 и сега Б4. Нема е важен тој пешак сега на Г4, за да не отвара линиите, ама туку тој игра на страната на која што е посилен. По Б4, С зема на Б4, А зема на Б4 и сега А4. Ја Непомнијачи, значи, своите надежи ги гаи во овој слободен пешак А, кој што е подпрена топот позади, како што треба, според советите на доктор Зигбер Тараш, но црниот е побрз. Гледате. Сега важен потек Б3. Сега, доколку белиот продолжеше со А5 веднаш, значи, следејќи ја својата идеја да го движи слободниот пешак што понапред, тогаш црниот има ваква можност да одигра топ С2 и по ловец С2, без зема на С2, сега сака да промовира топот Х на Х1 и сега уште еден многу важен потек Е4. Клучен потек,
по целата оваа концепција, затоа што сега гледате кралот нема ниту едно поле и следниот потек на црниот е топ b2. Тој е побрз на a6 топ b2 и нема одбрана од c1. Откриен шах со победа. Многу убава варијанта, значи кој што требаше да се види по потегот b3. Значи на a4 b3 требаше точно да се пресмета и точно да се оцени. Крал f3. Сега уште еден одличен потек, топ b4. Гледате. Белата позиција се држи на тој ловец на e4 и затоа Шарич оди да го уништи тој ловец и со преостанатите сили, значи ќе видиме да ја добија партијата. Тоа што значи преточено во потези, сега ќе видиме a5, значи топ зема на e4. Сега претежок избор е белиот, доколку го земе тој топ на e4 ќе следи f5, откриен шах и сега одеднаш топот на h7 виси. Значи по топ b4 со идеја топ e4 единствена шанса на белиот е потегот a6. Значи последната надеж му е а-слободниот пешак, но топ d4, a7, сега важен меѓупотек. Прво e4 шах да го отврли кралот и по крал g2 сега може да го жртвува топот, топ a7, топ a7 и топ d2. Гледате, сега црниот напаѓа на b2, но исто така се заканува многу опасно и со e3, значи белиот мора да загуби уште едно темпо, крал f1, топ земе на b2, топ b7, затоа што заканата беше топ c2 и b2, или топ a2 и b2, и сега крал g4. Сега повторно белиот не може да земе на f7, се извинувам заради крал f3, белиот крал би бил во матна мрежа, затоа мора топот да го држи на h линијата за на крал f3 да има шах, топ h3, од тука топ h8. Ще губи време, сега ловец e5, да му помогне на b пешакот, топ од h на b8, топ b1 шах, крал g2 и b2. Повторно на време црниот стигна. Сега може да се занимава со d пешакот. Црниот топ зема на f7, топ d1, топ од f на b7, топ зема на d5. Порано или подоцна се разбира дека белиот ќе мора да го врати тој квалитет да земе на b2. По топ d5, топ b4, крал f5, топ f8 шах, крал e6, топ e8 шах, крал d7, топ од d на b8, назад и сега топ d1. Сега двата топа мора да пазат на b линијата. Топ од четврти ред на b7 шах, крал e6. Сега белиот нема полезни потези, на некој начин е во цугцван, затоа топ зема на b2, ловец b2, топ b2, повторно се трансформира позицијата во топовска завршница со два пешаци повеќе за црниот, но неговите e и d пешаци, особено d пешакот е исклучително опасен, се разбира, и тој ќе реши партијата. Тој веднаш трга напред, d5, топ b8, d4, топ g8, крал f5, топ f8, крал g5, за да добие малку на време, топ e8, крал f4, топ f8, крал e5. G6 пешакот не му е нужен на црниот да ја добие партијата. По крал e5, топ e8, крал d5, топ g8, тој оди напред. d3, топ земе на g6 и сега d2. Топ g8, сега не помнија че би поиграл уште малку на топ g1, шах, крал g1, d1, дама, и тоа е добиена завршица, но партијата ќе траеше уште може би 20 на потези, а вака хрватскиот велемајстор го избира најкусиот пат, тој игра крал c4, топ d8 и сега крал c3. Сака да одигра топ e1 и дама, а доколку, да речеме, и понатаму белиот шахираш, тоа е моментот во кој што не помнија че се предаде. Но ако продолжиме уште малку варијантата, речеме топ c8 шах, тогаш кралот се крие по крал d3, топ d8 на e2. И сега гледате, белиот нема полезни потези, тој сака да одигра, црниот сака топ e1 и d1, да речеме ако одигра топ d4 во оваа ситуација. Секако ќе следи, може да следи потегот
топ E1 и по топ E4 крал D3 и D1 дама. Значи, една прекрасна победа против многу силен велемајстор. Со тоа Иван Шарич, хрватскиот велемајстор, ја оправда wild картата и многу добро го представи хрватскиот шах, затоа што во рапид секцијата во која што настапи, делеше второто до четвртото место, веднаш зад непомијачи, значи одлично се представи, а потоа го замени во делот на блиц секцијата и тоа беше многу интересно што двајца шахисти го покриваа турнирот, едниот во едната секција, другиот во другата. Гари Каспаров не беше на нивото на задачата и го упропасти пласманот што во првиот дел од турнирот го направи Иван Шарич. Тоа би било се за оваа емисија Шах со Љубиша Андоновски. Почитувани, бидете повторно со нас. Следете ги нашите емисии, имаме важни шаховски настани, почнува светскиот куп, кој што ќе биде со 156 надпреварувачи, кои што ќе играат по нокаут систем, а каде што најдобриот ќе биде дел од турнирот на кандидатите за наредниот цикл за светски шампион. Значи имаме еден фантастичен турнир кој што ќе трае се до август во машка и во женска конкуренција. Тоа ќе биде фокус на нашето внимание во нашите следни шаховски коментари. До тогаш бидете повторно со нас и јас искрено ве поздравувам.